Здраво, доаѓаме во една жешка недела, влегуваме, а излегуваме од една недела каде што рингулата е пуштена. Барем во политичкото милје во Македонија. Основните проблеми, чат пат ги имаме, ги немаме, оние што се препукувања стандарди помеѓу партиите, помеѓу коалициите, оние бивши или сегашни, дали се тоа за локални избори или за било какви. Но она што ни доаѓа една голема игранка која делува дека е наивна, делува дека е глупа, делува дека е националистичка, но јас имам едно многу лошо чувство околу целава работа. Имено, чествувањето на 4 февруари, Гоце Делчев, ќе биде повод за некакви наводни меѓуетнички, меѓудржавни дури конфликти помеѓу македонците и бугарите. Бугарите ќе дошле во голем број, а македонците ќе ги спречат. Ја ги разбирам моите сограѓања, ја ги разбирам браќата македонци, дека затоа што не сакаат да дозволат да се наруши светињата на Гоце Делчев, неговото име, неговиот лик и да се присвојува од други оние кои го негираат Гоце Делчев, неговото дело, она за што он се залага, Македонија, македонците, независна Македонија, и ни го присвојуват, јас ги разбирам. Но не е ова начинот. Знаете што? Демократијата треба да подразбира да го истрпиме и тоа. И нивното спротиставено и поинакво мислење. Они мислат за Мара Бунева, за Буна Марева, вака или онака. Епа Буна Марева кај нас е Мара Бунева. И ние мислиме онака како што мислиме за незе, така и за Гоце Делчев. Но не можеме да забраниме некому да го мисли. Ма нека си го мислим. Знаете како? Ние исто идеме на чествување на гробот на Јане Сандански. Таму вееме македонско знаме и така натаму. Замислете, ова да им биде повод и тоа да ни го забрана. Колку македонци живеат, знаете, па затворени граници, па притисоци и така натаму. Мислам дека се игра една суптилна игра да предизвикаат кај нас реакција, а реакцијата ќе биде оправдана. Луѓе, ние оправдано ќе реагираме, ама суштински, што ќе се смени? Ќе смениме историјата на оваа политичка врхушка на Бугарија? Не. Али они ќе искористат во Европа да кажат дека ние сме фашисти. Пазете, ние кои страдавме од нив од фашизам, ќе изиграат играта да ги направат обратни целите тие, целиот тој концепт. Ние страдалниците од фашизмот да испаднеме дека сме фашисти. Па нонсенсе. Ја го разбирам гневот. Тој е емотивен, тој е искрен, доаѓа од срце. Но ние губиме разум малце во тие емоции. Мора малку по-суптилно да се направи. Значи, не знам јас сите планови. Иако власта вика дека ако има провокации, негативни ово, она ќе реагира. Но, знаете што, македонецот кој ќе извее сонцето од Вергина негде на стадион, знаеш како трчаат специјалци на желкине? Вака, како евенџери од сите страни, ко Спајдермен и рипат. Се прашувам дали ќе им писнат на бугарите ако они имаат конкретни... Бидејќи, пази, не доаѓа бугарски народ. Доаѓаат провокатори, бугарски политичари. Не секој бугарин размислува како нив. Верувајте, животот, искуството во животот ме поучило. Многу рационални, многу разумни. Ама знаете, во овој национализам кога има, гласот на разумниот, знаете како ги мислат ни? Како да се шарени таму, како да се антибугари. А не се. Тие се за Македонија. Ало бе, дај толерирајте ги. Не сите мислиме како Џамбаски. Не сите мислиме дека Џамбаски е прав. Не сите мислиме дека ово. Се користи една ситуација да Македонија биде оцрнета. Сега, знаеш, луѓе па ќе се прашаат, а Јанко, што ќе не оцрнат? Кај ќе не оцрнат? Па да, ќе не оцрнат во Европа. Па што ако не оцрнат во Европа? Не ќеме во Европа. И сега доаѓаме до на суштинското, па кај сакаме? А ја разбирам Македонија, зошто и македонците не сакаат во Европа. Да, албанците сакаат. Зошто? Затоа што за секое нивно барање, Европа и меѓународната беше тука и им помогна.
Зошто еден албанец да биде против Европа, против Америка, против Швајцарија, против Германија, против Сорос? За све што побара им помогна. Македонецот контра не чувствува дека добил поддршка за зачувување на идентитет, за зачувување на ова, за зачувување на она. А потребна ни е малце дистанца, не е баш така црно-бело, не дека не мрази, не дека работа. Знаете, ја се одвоив од тоа навистина малку и болно друштво каде што сите собрани и седнати вака. Америка работи на уништување на Македонија и македонизмот. И ја викам, objection, пошто сега знаеш големи, викам, слушај, ја колку ми е позната моќта на Америка, ако беше решена и сакаше да уништи Македонија, ќе уништеше до сега. Зошто уште обстануваме? Зошто уште сме тука? Уште имаме македонски училишта, црква, имаме македонска православна црква, имаме све. Брат, ке ме запалеа жив. Една крајност раѓа друга крајност. Едниот национализам раѓа друг национализам. А ја како христијанин православен, вистината е секаде некогаш во средина. И не е таа компромис дека си се откажал од едното, а си се приконал кон другото. Туку рационално согледување и на едната и на другата страна. Значи, сега ќе се бара некаква провокација да се покаже дека ние сме нетолерантни, дека ние немаме разбирање, дека сме ние фашисти. Не сакам, не знам како да ви укажам да не паднете на нивно ниво. А ние можеме да притискаме да не се дозволи едно такво јавно, вулгарно бламирање на Македонија. Но, што можеме да направиме? Ја викам вака, дај Боже, да дојдат и да провоцираат. Ние сето тоа треба така убаво да го документираме, презентираме, бидејќи тоа ќе ни биде најмоćниот доказ дека ние сме во право во оваа борба, дека ова е национализам на една елита бугарска која го задојува бугарскиот народ. Ја и натаму тврдам, нема поблиски народи од овие балканскиве, македонци, бугари, срби. Пуштете деца, знаеш како спонтано ќе си играат незадоени со политика. Како спонтано ќе се разберат. Ама кога ќе влезе веќе фашизмот, кога ќе влезе, и замислете, после сево ова ние треба да излеземе. Пазете, биле на страната на фашистите. Ете, не се извиниле. А треба да се извине. Да се извинеа. Знаеш како? Македонецот вака ќе ги прифатеше. Само едно, слушай, браќе, извини. Беше есхол, царот направи. Но овие века 2-3 шамара ќе удриме. Зошто не го прават тоа? Така ќе не придобијат. Значи, таа политика, бугарите што ја тераат по мене, ја тераат токму за ова, да има омраза помеѓу Македонија и Бугарија. Која е крајната цел? Луѓе, Македонија да влезе во Европска унија, што мислите? Дали тогаш ќе биде поподложна на подалба, каква што се планира помеѓу Бугарија, Албанија и така натаму, бидејќи ако се покаже и докаже дека сме нефункционална држава, што со оваа територија? Некој ќе треба да ја администрира, нели? Ние ако не сме способни, кој? Нели? Прогласени сме за фашисти. Мислам дека, пази, ја не ја согледувам, не можам да кажам дека ја согледувам, емотивно зборам. Но, знаете што, ова се прашања кои треба да си ги поставите и да си даете одговори. И да изнајдеме такви. Има во партиите разумни и рационални луѓе, но кога ќе прозборат они, не рипајте одма, било да е од СДСМ, од ВМРО, од Левица, било кој, не рипајте одма дека е све тоа антимакедонско, ако на момент ни заличи. Но не викам да губиме ни грам од македонштината, од националниот дигнитет, затоа што да отидеме ние во Бугарија на гробот на Јане Сандански, да ја негираме бугарската нација и низиниот идентитет, која е како што и они тврдат, ја исто тврдам, да, еден народ сме, македонци и бугари. Еден народ сме. Сите сме македонци. Македонскиот бред е постар, македонскиот бренд е појак, тоа исто сега имаме Кока-кола и ти викаш, слушај, дај ме Афрокола. Бидете. Не сте Кока-кола, добро, не сме шо сме, Афрокола. Бе, дај не ме зезе, ела бе, веј. Знаеш ли ти шо е овој бренд? Знаете, денеска веќе разбирате што е бренд. Македонија е бренд.
Сега, игранката со името е голема. Се, во суштина, играта со името не е завршена. Ни со Северна, ни со се. Гледате ги грците како молчат, затоа што нивната борба ја продолжуваат овие. Но нема да запре и со бугарите да ја решиме. Не чекаат тешки искушенија, низ тие искушенија ни доаѓаат и нашите спасенија. Немам добра визија за иднината, дека ќе имаме некаква политичка и економска спокој. Ќе преживееме. Моите предци преживеали потешко време. Ама до кога бе тоа тешко време? После се иселува народот. Никој не го брка. Туку народот гледа, види, кога било тешко овде, било тешко и скоро низ цел свет, кај ќе идеш? Но денеска имаш работи, места кај што, чекај бе, сакам со наука, сакам детево, има талент, овој игра фудбал, овој сака со наука да се бави, овој сака со уметност да се бави. Овде не може да просперира, ќе го носам надвор. Не секој има сила да се избори овде. Луѓе, наоѓајте модуси и не се палите. Пред било што да направите, изброите до 10. Затоа што размислете пред било која постапка или да напишете дали тоа некој може да го злоупотреби и како. Така се постапува. Знаете кој се постапувал така? Никола Тесла. Еве, ајде да не ве викам на христијанство, да не ве викам на наши герои. Еве на Никола Тесла. Кога ќе измисла некој пронедок, дали ово може да се злоупотреби? Може. Пријатно. Ќе измислам, ќе го реинвентирам, ќе го парафразирам и ќе напишам нешто што нема да го употребат против мене, а ќе го изрази мојот став дека сум јас македонец од Македонија кој говори македонски јазик. Now and forever.